Може. Почитувани колеги съветници, после образложението на Општинскиот инспектор за животна средина, точка 12 става на гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Ви благодарам. Имате пријатен вечер. Продолжуваме со точка број 6, предлог програма за активностите на општина Демиркапија од областа на културата за 2026 година. Представеното под општинската администрација за образложение. Благодаря, председателя. Направен основ за донесување на програмата за активностите на општина Демиркапија од областа на културата за 2026 година е член 22 став 1.5 од Законот за локалната самоуправа, според кој општината е надлежна за институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти, негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми на твориште. Исто така, оваа обврска произлегува и од Законот за култура, односно согласно член 7 од Законот за култура, локалниот интерес во културата во смисла на овој закон е културата што е јавен интерес од локално значење за граѓаните во единицата на локалната самоуправа. Локалниот интерес се финансира согласно програмата за култура што ја донесува Советот на единиците на локалната самоуправа. Покрај Законот за култура, исто така обврски произлегуваат и од Законот за музеите, Законот за библиотеките и Законот за меморијални споменици, спомен, обележија, каде што се предвидува општините да управуваат со институциите од областа на културата. Во самата програма, во делот, не би сакала во овој целите, значи да ги читам, веќе ја имавте, мислам, ја пуштив во Вибер групата. Во делот на планираните активности во областа на културата, кои што ќе се реализираат во текот на 2026 година, активностите се поделени во три групи, значи манифестации, празници и настани, каде што за секоја поединечна активност е предвидена, значи, и финансиска рамка. Потоа имаме проекти на локални установи и култура. Исто така тука се предвидува финансирање на 3 проекти на нашата културна установа Дом на култура Миркагинова Демиркапија. И третата група е обележување на јубилејни годишни на истакнати личности, меѓутоа овие средства ги предвидуваме како приход од други институции, не значи приход од општинскиот буџет. Финансирањето на локалниот интерес во културата се врши од буџетот на општина Демиркапија и од буџетот на Република Македонија преку наменската блок дотација на програмата К2 музичко-сценско-уметничка дејност, каде што овие средства како наменска дотација се предвидени во делот на сите тие тековни оперативни трошоци кои што ги имаат установите, а согласно програмата како буџет кој што се предвидува од општина Демиркапија за реализација на овие активности се предвидува износ од 2.254.500 денари. Ви благодарам. Дали некој бада спор врска с точка број 6 од дневниот ред? Или че никој не бада спор, точка број 6 е ставена на гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Именуваме на точка број 9. Предлог решение за именување на решението за именување на член во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Вовардарскиот регион. Во ова предлог решение се прави измена на претходно именуваното лице како член во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Вовардарскиот регион, така што наместо лицето Менча Петкова се именува лицето Стефанија Соколович. Ви благодарам. Дали некој бада спор на врска со точка број 9? Или че никој не бада спор, точка број 9 не ставам на гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Преминуваме на точка број 10. Предлог практичок за усвојување на годишен извештај за работа и финансиски извештај за проект по воспоставување на
земја за помош и подршка на жртви на родово базирано и семено насилие. Значи, ова е акт кој што е изготвен од страна на Сдружение Визија Кавадарци. Ја не би сакала да навлегувам во содржината на годишниот извештај и финансискиот извештај кој што вие го имате во материјалите и вие споделен. Меѓутоа само бидејќи нема представник сега на седмицата од нивна страната од оправдани причини, ја само сакам да напоменам дека она што беше разговарано на Комисијата за јавни дејности е пренесено на Сдружение Визија, на представникот, дека во иднина забелешките кои што беа од Комисијата во делот на наративниот извештај да се дополнува со тоа колку значи жртви се од МРКП корисници на нивните услуги и какви услуги би тие користеле во текот на годината. Ви благодарам. Дајме два разбор, колега. Сдружението за советувалишни центари за помош на родово базирано семејно наследство предлагам да има еднаш месечно одлив стручни лица, кои што ќе се знае кој термин ќе биде однапред, да речеме 10 дена, и ќе се информира јавноста и да дојде да може населението од Мекапија да си оде на советувалиште, да не лутаат од Кавадарци и слично. Да, прифатено е тоа од нивна страна, ние претходно, бидејќи многу порано дојдоа представниците, меѓутоа прифатена е таа сугестија од страна на советниците. Дајме друг разбор. Види, че никој не даде разбор, точка број 10 е ставено гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на точка број 11 од дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за реализација на програмата за активностите на општина Димиркапија во областа на социјалната заштита за 2025 година. Поведете. Благодарам. Значи, согласно на Законот за социјална заштита, потребно е да се изготви извештај за претходно изготвената и донесената програма за 2025 година, односно се што она било планирано, како е реализирано во 2025 година. Во табеларниот преглед се дадени сите поопис активности и исто така е споредено колку е планирано во програмата, колку биле одобрени средства и колку од тие средства се реализирани во 2025 година. Може да се забележи дека во делот на социјалната заштита еднократна парична помош побарали 16 лица и од планираните 400.000 денари, одобрени средства биле од страна на Советот на општината 203.000 денари, а исплатени заклучно со декември биле 109.000 денари. Во делот на проектот Општинско корисна работа, кој што чија реализација беше до месец март, биле 5 ангажирани лица, планирани средства биле 250.000 денари од страна на општина Демиркапија, одобрени 110.150 денари, преку UNDP реализирани средства се 220.000 денари. Во проектот Јавни работи немаме реализација, бидејќи оваа година јавниот повик беше многу доцна, некаде во декември месец, и договорот со Агенцијата за вработување е исклучен со лицата на 25 декември, што значи дека реализација имаме сега во 2026 година. Проектот Народна кујна, значи овој проект е во соработка со Министерството за социјална политика, демографија и млади, со тоа што нивните средства во вкупен износ од 341.640 денари, реализирани се 312.624, остатокот за месец ноември-декември не се исплатени, меѓутоа во месец јануари се исплатени, и од страна на општина Демиркапија биле предвидени 100.000 денари, од буџетот се реализирани 92.736 денари. Помош и нега во домот, оваа услуга ја користат 31 корисник, а истата ја реализираме преку Сдружението Хуманост. Вкупно буџет кој што општина Демиркапија го издвојува е 150.000 денари, истите се реализирани во 2025 година. Центар за здраво и активно старење, тука кажавме активност на реновирањето на еден дел објект кој што им е даден на користење на Сдружението на пензионери од Демиркапија.
во вредност од 350.000 денари. Што се однесува до новогодишни пакетчиња, социјални пакети и истата не беше успешна по пат на јавна набавка. Имавме 2 спроведени јавни набавки, меѓутоа неуспешни. Заштита на децата, еднократна парична помош за новородено дете, 22 баратели. Значи, од планираните 200.000 денари, реализирани се 136.000 и исплатени 124.000 денари. Субвенционирање на престој во детска градинка, имаме предвидено 100.000 денари, меѓутоа нема реализација. Исто така и за стипендии за ученици и студенти немавме успешна јавен конкурс, немаше објавено кандидати за учебната 2025-2026 година. И субвенционирање на семејства кои имаат запишен ученик во прво оделение, значи ова мерка ја користеле 27 превачења, од скупно планираните 150.000 денари, исплатени се 135.000 денари на родителите на дечињата, односно по 5.000 денари за прваче. Оделот на здравствената заштита, едукативни предавања работилници, организирана е една работилница, за што се исплатени 2.000 денари. И понатаму во текстуалниот дел наведени се активностите кои што се реализирани во соработка со Општинскиот совет за социјална заштита, Црвен крст Неготино, како и советовалишниот центар, женски центар Каванарци. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Точка број 11, ставам на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 13, разгледување на иницијатива од Душан Трајков заклучок за уточнување постапка до надлежните институции за воведување забрана за сообраќај на тешки товарни возила на стариот патен правец Демир Капија Неготино со поставување на соодветна сообраќајна сигнализација и воведување по властен режим на наплата на патарина за жителите од општина Демир Капија при користење на автопатот Е75 на релација Демир Капија Неготино. Колега? Иницијативата што е однесена на безбедноста и соодветноста на стариот патен правец Демир Капија Неготино. Станува збор за стар коловоз, оштетен, појава дупки и испокрени делови и нови оштетувања кои што се отварат со тек на времето и изгоремен на ризик на безбедност. Учесниците во сообраќајот представува ризик за сите учесници и дополнително предизвикува и забрзано оштетување на коловозот. Важно да се нагласи дека ние имаме и постои целосна и соодветна алтернатива на автопатот Е75 кој е наменет токму за транзитни товарни сообраќаи. Тоа забраната не би значила блокада, туку на случување на тешки сообраќаи там каде што има место. Со тоа што сме зависни Демир Капијци од институциите во Неготино и што имаме потреба од секојдневно патување во Неготино, затоа и предлагам да имаме повластен режим наплата на патарина. Патарината што ја плаќаме, најверојатно останува збор за тие 80 денара до патниот правец градско, во наредната патарина, а ние сите се исклучуваме во Неготино. Поради тоа бараме целосно ослободување од плаќање или символична патарина или посебна месечна или годишна карта за нашите граѓани. Затоа не барам советот јас да директно се воведе забрана, туку да се донесе заклучок да се инициира постапка пред надлежните институции. Министерството за транспорт, Јавно предпријатие за државни патишки има за воведување забрана за тешки товарни возила со соодветна сигнализација. Ви благодарам, колега, за предложението. За точка број 13, дали некој бара збор? Мислам дека е критикувано за забрането на музејски се се има време. Мислам дека тоа е вашиот тој патен правец има сигнализација и забраната до Смоковица. Тој е така, што се зборува. Баш заради тоа. А и тука мислам дека пред неколку години имаше пак и
Не иницијативата кој како предлог на совет. Советнички граждани да се праша и како беше. Затоа за ослободување Катарина. Во 2021 баш иска во веќе. Ще верувам дека постоje начин и закони, читав законите, така да толку се може да се издейства, било отворено полис на сите наши граѓани. Затоа што повеќе институции се... Ние не можеме да донесеме нели ваква одлука, меѓутоа како иницијатива. Иницијатива и подобрување на животни Како и да стандарди. гласува. Дали по друг разговор? Види, че никой на поле, когато извиня. Значи, минутата ја неготна, тоа е стариот автопат. Ја како што знам, во крајна во Македонија, по стариот автопат што постоje, за тешки товарни возила, нема никаде забрана. А тоа што има во Гегелија таму, тоа е селски пат. Затоа има забрана. Иначе, стариот автопат, кај што постоje, никаде нема забрана. Ја така казам. Дека нас нема забрана, само треба нели пак тие како се класификација регионални. Да, тоа имаме алтернатива. И тие се тешки товарни возила и гледа секојдневно тие што патуваат, ево лично јас патувам, ја гледам дека безбедноста е ризична. Значи, тоа е голем ризик, затоа што Тоа е точно, да. А иначе, поради безбедностни причини, бараме имаме алтернатива и може да се дозволи едино со него, тие може да се движат по тој пат. Во повеќина зарад. Зошто не би се движеле по автопатот кога се уништува стариот и не се вземат мерки за реконструкција на стариот? Македонија пак не е толку пари, значи си плашиме треба да си го поправат. И кога станат реализовани или имаме проблеми на петлето, каде што го сечат на полна линија, тоа треба да се види, да се реши. За да нема несакани работи. Ние да се површим на практори. Не се колко правно издржано. Значи, ние од наша страна само ни доставиле барање за институциите, а што ќе биде одговор од друга страна, да. Дали по друг разговор? Точка брой 11, ставам на гласение. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Последната точка од дневниот ред, точка број 14, се разгледување на барање од физички и правни лица. На Комисијата за финансии веќе се одредија сумите. Се извинувам, не е едногласно не било. Не, јас не го гласам. Аха. 8 гласа за, 1 против. Воздржан? Како се изјаснувате во положението? Воздржан или против? Воздржан. Като председател на Комисијата за финансии, веќе се одреди комисијата и се одредија сумите на барањата од физичките и правните лица. Првото барање е од црквата, не, организацијски одбор Свети Сава. Одобрени се 15.000 денари. Кој е за предложението на понуда? 8 гласа за, против, 7 воздржани, 1 воздржан. Второто барање е барање за еднократна парична помош од Маријана Стојанова, каде што се одобрени исто 15.000 денари, еднократна парична помош. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Наредно барање е од Марица Лепоевич од село Корешница, исто така еднократна парична помош од 15.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Исто така имаме и барање од Весна Колева, ангел Ленкапија, еднократна парична помош поради лекување. На комисијата се одлучија сумите исто така од 15.000 денари. Кој е за?
Едногласно за, нема против, нема въздържани. Наредно варене е от Крстев Билов от Демиркапия, на който се одобря, се предложени 15 дена, исто така има потребна за лекуване. 15 дена, кой е за? Едногласно за, нема против, нема въздържани. Наредно варене е от Делов Поден от Демиркапия, исто така еднократна парична помощ, къде се обслужени средства от 10 000 денари. Кой е за? Едногласно за, нема против, нема въздържани. Наредно варене е от Блага Петкова, исто така еднократна парична помощ поради лекуване от 15 000 дена. Кой е за? Едногласно за, нема против, нема въздържани. Това са всички дадени от физически и правни лица, почтувани съветници, почтувани съграждани, почтувани представници за общинската администрация. Когато е изтърпени от дневен ред и е затворен петата седмица на Столична община Демиркапия, им ще е явно да се иска поради проверка на отчетите за изпит. Ви благодаря.